На 6 октомври 2024 година, по повод 25 годишнината од востоличувањето на неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во архиепископскиот соборен храм Свети Климент Охридски во Скопје беше одржана света литургија. На чиноначалствувањето присуствуваа бројни високи црковни достоинственици, вклучувајќи митрополити и епископи од Македонската православна црква, како и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. По завршувањето на литургијата, архиепископот се обрати до верниците со свечено слово. По литургијата, во Музеот на македонската борба за самостојност, беше промовирана 6-та и 7-ма книга од серијата Слова за словото на архиепископот Стефан. Промоцијата ја водеше игуменот на Мариовскиот манастир, епископот Велички господин Никола, а авторот зборуваше за значењето на богословието. Свеченоста беше збогатена со настапи на архиепископскиот црковен хор и заврши со свечена трпеза на која беа присутни многу угледни гости, вклучувајќи го и амбасадорот на Русија, господин Сергеј Базникин, кој му ја предаде честитката од рускиот патриарх господин Кирил. Тој истакна дека архиепископот Стефан е важна фигура во историјата на Македонската православна црква и дека неговото водење во последните 25 години било од клучно значење за обновата и зајакнувањето на црковниот живот. По промоцијата, присутните имаа можност да разменат мислења за делата на архиепископот и за важноста на неговото богословско творештво, кое продолжува да инспирира многумина. Председателката Гордана Силјановска, која присуствуваше на настанот, истакна дека архиепископот Стефан е стожер на духовноста и единството на македонскиот народ. Таа додаде дека неговото водство не само што ја зајакна црквата, туку и помогна во градењето на националната свест и идентитет. Собирот на крајот прерасна во искрена размена на идеи и благослови, а присутните се согласија дека работата на архиепископот Стефан остава длабок печат во македонската црковна и културна историја. Со тоа, овој настан не само што беше прослава на значаен јубилеј, туку и потврда за континуираната посветеност на црквата кон народот и традицијата.